Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН го поздравува донесувањето на резолуцијата во Македонското собрание, со која јасно се оцртуваат националните и државни позиции во однос на македонскиот јазик, историја и идентитет. Изразуваме задоволство што собранието ја задржа содржината на резолуцијата, таа остана во содржината таква каква што ја достави нашата пратеничка група. Да подсетам дека текстот на резолуцијата е базиран на научни темели и аргументи. ВМРО-ДПМН покажа и докажа дека има здрав политички концепт кој овозможува истовремено градење на цврсти позиции за македонските, се разбира, национални и државни интереси со консензус, потврда на евроинтегративните процеси на Македонија, но и капацитет за обединување на сите чинители околу вакви, според нас, суштински прашања. Благодарни сме и до политичките субјекти кои искрено, но и на оние кои помалку искрено ја поддржаа резолуцијата. Ние сме рационални и знаеме дека зборот на власта не трае ни 5 минути, но сметаме дека ваквата резолуција, како акт на законодавниот највисок демократски дом, не може и не сме да биде прекршен и ќе биде обврзен акт за оваа и секоја идна влада, председател на држава и секоја институција по однос на идентитетските теми и прашања. Овој процес и оваа резолуција во нормални услови требаше да биде водена од власта во Македонија, а не од опозицијата, бидејќи тоа ќе беше израз на политичка одговорност и дека токму најодговорните во една држава се најсвесни за потребата да се гради единство во Македонија по однос на овие прашања. Нема да ги коментираме ситните маневри и игри кои ги гледавме изминатиот период, а имаа за цел да ја релативизираат ваквата резолуција. И за нас, и за Македонија е успех што успеавме да донесеме токму ваква резолуција. Ние како ВМРО-ДПМН ќе останеме посветени на двата клучни приоритети кои се еднакво важни и неразделни. А тоа се евроинтеграциите на Македонија и заштита на македонските национални и државни интереси. Време е паметно да носиме решенија и да се бориме за сите луѓе во Македонија. Македонија мора да научи да гради национален и државен консензус, кој нема да зависи од тоа дали некој поради незнаење и неодговорност ќе создава нови спорови, ќе тргува со идентитетски обележја, историски периоди, херои, јазик и што ли уште не, кои што ќе отвараат нови прашања и ќе го принудуваат македонскиот народ на нови преговори и отстапки на негова штета. Време е Македонија да покаже и утврди во кои рамки смее да се разговара, а што е рушење на национални и државни интереси. Ви благодарам. Ако имате дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Може, слободно повелете. Може еден став за како вашиот коментар за измените во изборниот законник и презентот за кандидатите, сега што ќе биде нов праг за локалните избори, кои што се предвидува да е, како што кажа последниот, да е повисоко од ВМРО-ДПМН има принципиелен став дека препораките на ОПСЕ и ОДИХР треба да бидат дел од изборниот законник. И тука немаме дилема, ниту сега, ниту сме имале во минатото, ниту пак ќе имаме во иднината. ВМРО-ДПМН да ги прифати овие препораки беше подготвен уште во март месец оваа година, но за жал поради маневрите кои што се случуваа во процесот на преговарање со власта, еве доцниме со прифаќање на нови измени. ВМРО-ДПМН ги разбира препораките од ОПСЕ и ОДИХР во насока на зголемување на квалитетот на избирачкиот процес, што се однесува до процентот утврден во предлог изборниот законник, а кој што го регулира практично бројот на потписи потребен да независни листи ги соберат и изнесува 2% според предлогот на изборниот законник. Добро е македонската јавност да знае дека
препораката на ОПСЕ и ОДИХР е минимум 1%. 2% е поради барањето на владеачките партии. Но ние изразуваме целосно разбирање со помалите партии и за ВМРО ДПМН е прифатливо секое она решение кое што власта заедно со нивните коалициони партнери помали партии ќе го договори. Господине Мицковски, каков е вашиот став за Шенген? Алтернатива за Македонија покрај полноправно членство во Европската Унија не постои. Секоја регионална иницијатива е добре дојдена, но тоа не смее да биде алтернатива. Македонија треба веднаш оваа година да ги отпочне преговорите со Европската Унија, бидејќи тоа го заслужуваме повеќе од, би рекол, 10 години, со исполнети критериуми, но за жал поради разноразни артифицијални вештачки препреки, ние до овој момент не сме отпочнале преговори. Ние треба веднаш да ги отпочнеме како држава преговорите и тоа треба Европската Унија да го испорачи уште оваа година. Следна таква можност е самитот кој што ќе се одржи во декември месец. Така што тука би го заклучил мојот одговор дека алтернатива за Европската Унија нема. Господине Мицковски, дали преговарате со ВЕСА или Алијанса за албанците во врска со локалните избори, некаде во некоја општина заедно да настапувате или да поддржите некој од кандидатите или да е ваш кандидат? Ставот на ВМРО ДПМН го имам јас соопштено многу пати во минатото, ќе го повторам. Сите оние политички субјекти кои што ценат дека владата, власта, во случајов предводена од СДСМ и ДУИ како мнозински партии, водат погрешни политики и водат политики кои што се на штета на мнозинството граѓани, на штета на државата, сите тие политички субјекти кои што го споделуваат ова чувство, мислење, тврдење се добре дојдени во коалиција со ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН е подготвена со сите тие да разговара и да преговара за коалиција уште пред одржување на првиот круг на локалните избори. Тоа ги вклучува тука и партиите на албанците, турците, власите, србите, бошњаците, ромите, египтјаните, македонските политички партии. Сите се добре дојдени. Секој оној кој што има честна намера и секој оној кој што мисли дека оваа власт ја води Македонија во пропаст е добре дојден. Ви благодарам. Пријатно.